Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Првиот контакт на македонската и новата бугарска дипломатија што се случи во Брисел не остави многу простор за оптимизам. Особено откако новата шефица на бугарската дипломатија не нарече северно македонци. Премиерот порача дека ќе одиме напред со квалитета, не со понижување. Филип Чепак останува на ставот дека Бугарија не го загрозува македонскиот идентитет и повтори дека без бугари во уставот нема напредок кој води кон Европската унија. Во името на генерациите од минатото и во името на генерациите кои што следат, и јас немам друг избор во моментот, освен да издржам, но не да бидеме тврдоглави. Тоа не е добро. Не да бидеме тврдоглави. Да работиме, да си го испорачуваме. Акцијски план за малцинства испорачан. Реформска агенда први во испорак. Мора квалитет да покажете. Тогаш и најголемите ќе признаат и ќе симнат капа и ќе речат овие го заслужуваат местото. Дај да не се глупираме со имиња, презимиња и сите други устави, мустави, слични работи. First of all, like I said, we will continue to do everything that is necessary on our European path to be the best candidate possible. But on the other hand, we are not prepared to negotiate on issues that are related to our national identity, our national history, and our language. Sadly, the narrative that has been created and pushed forward from Sofia, these are debates for historians, these are debates for academics. Let them discuss and let them speak on the basis of objective facts. The role of politicians and leaders should be to be forward-looking, to be speaking about issues that unite us. So if you're asking us, do we have red lines? Of course we do, because we do not believe that this is a narrative and a debate that should be ongoing in 21st century Europe. 80% од граѓаните се за Европска унија, многу мал процент се за внесување на бугарите во уставот. Зошто кога тоа не е никаков ризик? Зошто кога тоа никако не го загрозува нашиот македонски идентитет? Случајно го испуштивте делот беше на северно македонци и бугарска министерка? Се сложувам и јас сум за целосно почитување на Преспанскиот договор. И како влада сме реагирале тогаш кога тој договор не бил почитуван. Вратите ги тие наши реакции. Но што е суштината? Суштината е што секогаш ова власт ги потенцира ваквите работи. Кој што кажал? Што кажале, прашете ги нив. Прашете го Тимчо Муцунски, прашете бугарска министерка. Прашете ги што кажале, што мислеле. Ма не е тоа суштината. Суштината е дека ние, фокусирајќи се на такви работи, а тоа сакаат да направат овие власти, да дефокусираат од главната работа. Кој што кажа и како кажа. Не е тоа суштината. Каква соработка се очекува со новата бугарска влада по првичниот контакт меѓу шефовите на дипломатиите на двете земји? И чуеме и размислувањата на аналитичарите од двете држави. Не можеме да зборуваме по хипотеза што да очекуваме по сето ова, бидејќи сето ова е само една изјава за сега на ново именувана министерка и поранешни изјави на ново именуван премиер. Сега е друг контекстот, тие се на власт, одговорностите на носителите на власта се многу поинакви и во таа мислам дека треба да даеме време за да извлечеме заклучок, а оно што треба дефинитивно да го направиме е да продолжуваме да играме проактивна улога, без да се жалиме, само сожалуваме и стоиме во место. Се надевам дека ќе има втора шанса за прв печаток, односно дека да речеме во тензијата на односите во која што живееме во моментов, ете се направија некои први погрешни чекори. Придавката потреба на северно македонци не алудираше директно на нас како народ, како нација, туку беше во друг контекст употребена, меѓутоа еспротивно на Преспанскиот договор и на некој начин се доживува навредливо, апсолутно навредливо од наша страна и секој министер на дворешни работи на Бугарија треба да го има тоа предвид. Очигледно е свесно, нели системско недобронамерно поставување на бугарската страна што не оди во насока на поконструктивни односи и подобрување на взаимните релации помеѓу двете земји. Българската външна министърка не знам дали го е изпуснала без да иска
или нарочно, преднамерено е нарекла гражданите на Македонија северно-македонци, но така или иначе няма никакво съмнение, че тази формула не е приемлива. И тя не е приемлива не само за гражданите на Република Северна Македонија, а и за нормално, либерално мислещите граждани на Република България. Намирам, че и двете страни са подходили достатъчно неадекватно, дори бих казал в някаква степен провокативно и дори инфантилно. Децата в детската градина се провокират по такъв начин. Докато в момента българската външна министърка е постъпила неадекватно, в полза на фактологията, в полза на пълнотата на историческата справка, трябва да кажем, че тя все пак е имала и положителна роля в двустранните ни отношения. Тоест тя не е архизлодей и нека да не я разпознаваме веднага в подобна роля. Годишен основец е во критична состојба откако бил прободен со остар предмет од негов врстник во основното училиште во Скопска општина Газибаба. Инцидентот се случил во понеделникот во основното училиште 25 мај во населбата Ченто. Момчето било пренесено во ургентен центар, каде што според директорот Игор Мерджановски било оперирано, се наоѓа во стабилна, но загроздувачка состојба. Од МВР информира дека е приведен 15-годишникот кој го извршил нападот. По целосно документирање на случајот ќе следува и соодветна пријава. Се работи за пациент на 14 годишна возраст. Приведен во тек на вчерашниот ден околу 14:40 часот, свободна рана во пределот на стомакот и расекотина во пределот на главата. Веднаш по приемот е направена КТ диагностика, лабораториски анализи и увидено е дека има повреда на црниот дроб, на вена кава инфериор, значи во пределот на стомакот. Применен во интензивно лекување во Карил, поставена индикација за итна операција, пациентот беше во текот на вчерашниот ден опериран, се уште во стабилна, но животозагрозувачка состојба. Вчера во 14 часот и 50 минути во Скопје, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје лишија од слобода 15-годишник од Скопје, постапувајќи по претходна пријава од Општинско основно училиште на подрачје на Газибаба, дека пријавениот влегол во училиштето и со остар предмет му нанел тешки телесни повреди на 15-годишен ученик во училиштето. Предметот е одземен и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Девид Гета ќе настапи во Скопје за Денот на независност. Владата и Авалон продукција најавија голема музичка програма за одбележување на 35 години независност на Македонија. Централниот настан ќе биде концертот на светски познатиот диџеј на 8 септември на стадионот Тоше Проески. Концертот ќе биде бесплатен, но со задолжителна регистрација по символична цена од 35 денари. Еден корисник ќе може да купи најмногу 2 влезници, а деталите за регистрацијата ќе бидат објавени во текот на денешниот ден. Нашата цел е ова одбележување да има и државничка тежина, современ културен и продукцијски пристап, но и меѓународна препознатливост. Да создадеме концепт кој ќе ја представи Македонија како држава што знае достоинствено да го одбележи сопствениот пат, но и да ја покаже сопствената културна самодоверба пред домашна и меѓународна јавност. Особено важно е што нема да биде концентриран само на едно место или само со еден настан, туку ќе биде децентрализација и вклученост. Тоа е идејата на самиот проект. Тоа шоу кое Девид Гета го работи за, да речеме, 300.000 посетители 3 дена на стадионот Тур де Франс во Париз, па го работи во Амстердам арена за 100.000 посетители, па го работи еден ден само пред Скопје на хиподром во Милано исто за 100.000 посетители. Истото тоа шоу вака ќе изгледа и во Скопје на 8 септември, со тоа да влезот се разбира дека ќе биде бесплатно. Кошаркарите на Маđари се првите финалисти